утрински часови или утрински мигови, веќе најавивме со кого ќе се дружиме ова утро, па да видиме каква е атмосферата во семејството Андоновски, со оглед на тоа што Елена секојдневно функционира со 4 мажи покрај себе. Јас никогаш велам со моите дома е тешко, но ти имаш плюс уште еден член, па треба утрово да ни споделиш каква е атмосферата во домот најчесто. Елена, добро утро и голем поздрав до тебе од нашето студио. Добро утро, Елена. Добро утро до вас и добро утро до сите ранобудници кои што не гледат. Многу интересна најава, а многу ми е зашто јас не можам да ја доловам комплетна атмосферата кај мене. Малку ја адаптиравме за утрово. Добро, барем послушни се момците, така? А кога отворам вратата, ќе сакате екипа да пуштите, можеби ќе сака некој режисер филм да сними. Ми некако е забавно. Дали сме сега сите станати во домот на Елена? Мола? Сите сме станати во моментов, Елена? Па нормално. Да, станати сме, се подготвуваме за на училиште, нели, за градинка. Така е. Многу интересно тоа како ние стануваме од спиње, многу е тешко. Прво, јас и Маријан се надпреваруваме кој да поспие минута плюс. Кој втор? Многу ми е позната сликата. За да ја почне да ги буди. Јас сум она хронично ненаспана и изморена, нели? Он е тој што станува први ги буди, затоа што веројатно малку пострашно му е будењето по војнички. Па некако се канат да станат. Па го слушаат тато повеќе. Елена, да, кога ќе се разбудите сите, верувам дека тоа е еден позитивен убав хаос. И додека се подготвувате, дали наоѓаш време за кафе заедно со Маријан или тоа го правите откако ќе се однесат децата во градинка, во училиште, па малку минути за себе? Кога почнуваат ете генерално и работните обврски за тебе и оној ритуал, дали воопшто си љубител на кафето? Откако ќе ги испратиме во училиште и градинка, имаме некои 30 на минути молк. Тука го пиеме сами со себе. Да, и тоа ми е познато. Го пиеме кафето. Да, си разговараме за тековните обврски, за она што ќе се случува во денот, мора да се направи добар и прецизен план. И потоа, нели, после кафето си одиме заедно на работа. По патот уште си го креираме планот за денот, бидејќи деновите навистина не се исполнети, дали се во прашање обврски на дечињата, на сите оние нивни дневни шеми и активности и спортови што ги посетуваат, и секако нашите обврски кои што ги имаме исто така многу, сами си ги создаваме. Затоа што уживаме да работиме си, ја сакаме многу нашата професија и навистина ние креативна професијата пред се. Дефинитивно. И навистина со многу голема љубов и си ги правиме плановите и си ги реализираме. Елена, секој пат го добиваш огромниот аплауз за тоа што успеваш традиционалната музика баш да ја вткаеш, бидејќи таа е во дамарите на секој македонски народ, а и меѓу другото, си мислам дека еден од најголемите промотори на современото и традиционалното, последниве години остана конзистентна на ова. Мислам, тоа се забележа кога некој апсолутно го прави тоа со честност и со љубов и пред се со посветеност во име на доаените и ветераните на македонската традиционална музика. Веќе колку поминаа 5-16 години како си дел од заедницата танец, која што знаеш често пати да кажеш дека тоа беше мојот факултет вистински во животот. Па не знам колку точно, ама околу 19, веќе 20 години помина од првиот мој настап во танец. Како вработена 18 години полнолетна исто така. И нормално е природно да јас посакав да работам и нешто плюс и да работам на мојата солистичка кариера. Како што веќе и кажете, генерално ја посветив на народната музика. И во тој контекст се случува и уште едно мое издание на кое што работам интензивно. Сега се осмислува промоцијата на третиот солистички албум Никнало цвеќе шарено, на кој што работевме повеќе месеци во студио. И сега креираме и соодветната промоција, која што ќе биде видео промоција и уште 10 обработки на македонски народни песни во кои што се може да уживаат слушатели. Најавиме и кога да го очекуваат оние кои што се љубители на твоите проекти, на твојата музика? Не за другото, докато да ставиме од нашата агенда, видно.
Секако, секогаш ми е задоволство да бидам дел од вашата програма. Албумот е готов, снимен и подготвен музички, меѓутоа, како што веќе споменав, работиме на една видео промоција која што сметаме дека ќе биде најсоодветен начин да ја доближиме оваа музика до слушателите преку една видео приказна. Така што ќе биде наскоро, мислам дека ќе биде веќе за еден месец подготвена да биде во етерот. Јас ќе најавам на мојата официјална страна на Facebook и на Instagram профилот, секако и во медиумите за стартот на ова музичко издание. Ќе биде секако во продажба, веќе ќе можеме да размислуваме и за тројна продажба, бидејќи се 3 албуми во прашање, па ќе имаме еден убав комплет и убав пакет на народна музика. Одлично. Елена, бидејќи често пати знаеме со твои колеги да говориме и за продукцијата дека е неопходен музички експорт генерално на македонската музика, многу повеќе од вообичаено е сега добро што ги имаме тие нели платформи како супститути за наша промоција и некој пат нели за промоција и продажба на студиски проекти и албуми. Ке се случува да речеме таков музички експорт на овој нов носач на звук, можеби адаптиран и за интернационалниот пазар? Да, секако работиме и на тоа да ги пласираме сите оние музички изданија кои што ги имаме сработено. Не зборувам за сите 3 албуми, бидејќи ги нема на сите музички платформи, но ќе ги има. Тоа ќе биде исто така наскоро со издавањето односно со промоцијата на третиот албум, ќе ги имаме достапни претходните на музичките платформи, па ќе може да размислуваме веќе и за интернационалниот пазар. Прекрасно. Елена, не знам колку имаш, може да не гледаш, со Марко се смееме, колку сме сериозни, ти зборуваш. Сме сериозни. Ние тука сецкаме. Вообичаено си правиме некаков оброк, кој што подоцна го дегустираме и секако на овој начин даваме предлог на гледачите што и тие можат да направат како нели утрински момент. Ме интересира како ти се снаоѓаш во кујната и ако не се сомневам во тоа со оглед на нели 4 мажи кои што дома веројатно очекуваат ручек од мама, појадок од мама, вечера од мама, но верувам дека тука и Маријан помага. Но генерално како се снаоѓаш во кујната, колку сакаш да поминуваш време во кујната? Обожавам, тоа е моето омилено катче. Дури си имам и табличка на која што се пишува кујната на мама, гответе со мама. Супер. Затоа што обожавам, стварно ми е задоволство да подготвувам храна за моето семејство, за разлика во кој период од денот е, јас од ден претходно си имам еден добар процент подготвено и осмислено за следниот ден. Имаш испланирано. Да, и тоа било дека на неделно ниво ако го направиш планот, многу олеснува во организацијата на обврските. Па не можам, на неделно не постигнувам, ама на дневно ниво да постигнувам и се трудам и јас колку можам да внесам здрави намирници во исхраната и да инвестирам во здравјето на сите и на децата и на нас, бидејќи здравите родители им се потребни на децата да се грижат за нив, па и дечињата кога се здрави многу полесно се функционира, барем сега во овој период на настинки вируси гледаме колку можеме повеќе да внесеме, ајде да кажам колку можеме овој брз начин на живот, па и здраво да се храним. Имено, да, тоа и меѓу другото и столбот на Енонете го имате тоа, често како средба, трпезариска маса, викенд, уживање и... Па не знам дали е често, ама претпоставам за викенд практикувате. Секојдневно се трудиме да се фокусираме во еден дел од денот, пред или после оние попладневни активности и оној главен ручек да не биде семеен, заеднички, таму да се дискутира и да се споделат многу од нештата што се случиле на училиште или тековно што треба да се случува, да се испланираат. Тоа ни е едно, да кажам, од главните советувалишта, бидејќи со децата треба многу да се разговара и ние многу се трудиме да го правиме тоа. Тие просто го впиваат од нас се она што треба, нели, да го впијат, за да бидат, нели, воспитани да функционираат како што треба во општеството. Па се трудиме на секаков можен начин и во текот на денот, но главно на оној семен заеднички оброк да многу разговараме со нив. Прекрасно. И убедени сме дека тоа
е успешен начин. Како на тоа е успешна формула и за социализација и за да се И за зближување, и тоа велат влијае многу за самодовербата на децата и за понатака нели во какви личности ќе израснат. Супер пример сте, Елена, за тоа како треба во денешно време да функционира едно семејство, бидејќи се сведува на крајот од денот на љубов. Би рекла, ако има љубов и разбирање, се може да биде возможно и во семејството, но и надвор од него. Најобединувачка сила, Елена, бидејќи сме нели во име на традицијата на македонската традиционална музика и така натаму, кој се топ 3 избор за семејството на Елена, што се готви дома? Па традиционални не можам да се пофалам бидејќи се они мали, ајде да кажам, многу сакаат да јадат некои нетрадиционални јадења. Да речеме пилешко месо во кари сос, тоа многу сакаат да јадат. Зборувам за ручек. Многу сакаат тестенини да јадат, многу сакаат пици. Нормално, како и сите дечиња, пилешки прсти, такви некои работи ги возбудуваат нив, им се вкусни, ако ќе направам некоја чорбичка. Имам интересни ликови пред мене, така. Веќе е предизвик. Ама секојдневно им цедам сокови, тие веќе мораат да ги сакаат, неќат мораат да ги пијат. Салатите, супите ни се секојдневно присутни на... Задолжителни, браво. Да, и тука нема избор, ама може, примам нарачки и желоби во однос на главните оброци. Секако уживаат во кујната на мама. Па уживаат, да, постојано ми се тука некаде околу мене што правиш мамо, а може и ова да направиме, може вакви колачи, има тоа некои желби си ги гледаат по социјалните мрежи и само ми доаѓаат со некои видео рецепти и изненадувања. Елена, само за... Мама е тука. Да, конкретно кон крајот, бидејќи едве ќе чекаме сега, ќе има доста убава 2025 година за тебе. Само да прашам, освен студискиот албум, со танец, каква е годинава, некаква, можеби да споделиме некоја нова магија која што ќе дадете за публиката? Да бидам искрена, се уште немам информација околу годишната програма на танец. Веројатно и менаџерскиот тим ќе ја објави, а околу мојата програма можам да кажам дека има многу договорени настапи во Македонија и надвор од Македонија. Веќе сум во една фаза на преговори, па и завршни преговори за повеќе турнеи надвор од Македонија. Ќе ми биде многу драго. Секако тука останувам за сите оние свадбени прослави и сите настани на кои што ќе бидам поканата. Заедно со мојот нов музички колектив, бидејќи веќе не сум и дел од музичката група каде што настапував. Така што еве во сабота сум и дел од сајмот за венчапки и сите оние младенци кои што ќе сакаат да може да го прифатат мојот настап кој што ќе биде некаде во попладневните часови и може да уживаат во се она што е подготвено како програма нели за оваа свадбена сезона 2025. Точно така. Елена, ти благодариме што утрово генерално те пробудивме на некој начин, што донесе ти убава енергија во нашето студио, верувам и во домовите на многумина од гледачите. Те оставаме да уживаш со твоите момци, да нели ги прифатиш сите предизвици кои што ги носи овој нов работен ден и секако следната дружба ќе ни биде тука во студио. Секако, многу ми беше драго што еве утро првиот разговор го имав со вас. Ве поздравувам уште еднаш, прекрасни сте и се надевам дека наскоро се гледаме секако со новите содржини. Обострана е драга. Љубов до цело семејство и се гледаме за скоро за новитетите и новиот носач на звук. Елена, ни беше тоа утрово.